Повредените пациенти се распоредени во Скопје и во регионалните здравствени центри низ земјава. Остануваме во Кучани, пред болницата во градот е Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Мими, кои се последните информации од таму, каква е состојбата на повредените? Состојбата на повредените на оние што се 20 со полесни повреди е на вистина стабилна, може да се каже, и она што можеме да кажеме во моментот е дека тие што имаше влошена здравствена состојба ги носеа во болницата во Штип или пак ги препраќа во Скопје. За сега, Бубе, она што го знаеме овдека е дека многу граѓани доаѓаат и се уште не веруваат дека нивните деца загинале синоќа во несреќа во дискотеката, бараа да ги видат телата, но за сега не може ништо да се направи додека не заврши обдукцијата. Она што го кажа директорката на оваа болница е тоа дека уште од рано изутрина почнале да стигнуваат повредени, но им носеле и починати без пулс пациенти, некои починале овде во болницата, но за сега не може да се каже за колку луѓе станува збор. Овдека луѓето навистина се вознемирени и се слушаат плачења, неверувања дека нивните ги нема и дека не добиле одговор на нивните прашања што навистина се случило од доцна синоќа. Да ја слушнаме тука изјавата на директорката. Во рок од 30 минути се мобилизира цела болница, сите доктори, сите медицински сестри, сите болничари се на работа од 3 часот наутро и почна да ги донесуваат првите пациенти. Бидејќи имавме помал број на возила, се обратив до сите директори во цела Источна Македонија, но и од Скопје имаат испратено брзи помоши и од Велес. Така да пациентите беа тука прегледувани, направена тријажа и пренесени до клинична болница Штип, тие што беа потешки пациентите, а оние што беа интубирани директно во Скопска клиника 8 септември и Светинау. Починати беа донесувани починати и у моментот кога дојдоа веќе починува. Тешко ли е премногу да се идентификуваат со оглед на тоа дека гледаме постојано слушаат родините информации? Тешко е поради тоа што дел од починатите лица има лични карти, а другите немаат лични карти. Тие што се со личните карти, што имаат документи, се идентифицирани први, а другите ќе очекуваме нели да бидат роднините нивни да влезат, меѓутоа тоа нели веќе во надлежност на јавно обвинителство. На која возраст? Во моментот можам да кажем дека кај нас во болницата има околу 20 пациенти кои што се со полесни симптоми, а сите други некаде точниот број не можам да ви кажам, меѓутоа над 50 пациенти се пренесени до клиниките во Републиката. Мими, од рано утрово си во Кучани, голем дел од блиските во текот на утрото трагаа по своите деца, не знаејќи дали се живи или во која болница се наоѓаат. Што велат тие? Како што може да видиш, Бубе, и во моментов една жена седи и ја тешат, поставува прашања, не може да види незиното дете дали е живо или не. Навистина може да кажеме дека тоа е една стравична гледка и звуци каде што луѓето плачат и го молат Бога дека тоа што им го кажале не е вистина. И јас од изутренава и разговарав и со неколку луѓе кои биле во дискотеката, но за среќа излегле одма и немале никакви повреди, освен што имале гушење од густиот чад. Тие раскажаа дека кога почнал концертот и почнале оние одредени ефекти со испуштање на искри, само пејачите им рекле дали може сега да се повлечете. Тие се повлекле и само неколку секунди почнал да гори покривот и да има густ чад. Тие раскажуваа дека само ги стуркале, ги избуткале, дури некој ги фрлил, пробале да влезат да спасат и кажуваа дека едноставно луѓето што сакале да ги подигнат немало пулс, некои биле цели задушени, некои биле со тешки повреди, доаѓале соседи тука од малото каде што се наоѓала дискотеката и навистина гледале колку што можеле да помогнат, но велат дека тогаш разбрале дека има само една врата, дека нема прозорци, дека не се вклучиле никакви помошни системи со кои ќе го изгаснат пожарот во дискотеката.
Како што кажавме, ние сме овдека во болницата, луѓето доаѓаат, колку може помагаат, но најтешко е на оние што ги загубиле нивните, а некои семејства загубиле и по неколку члена од фамилијата. Бубе? Мими, со мислите сме со семејствата на загинатите, се надеваме и се молиме за здравјето на сите оние кои што се хоспитализирани како во скопските болници, така и во регионалните здравствени центри низ државава.